Старото раководство на Брегалница на новиот претседател Бојаджиев му оставило долг од 9 милиони денари, што изнесува околу 66% од вкупните приходи на клубот. Ова го покажува финансискиот извештај и направената надворешна ревизија. Брегалница во 2016 остварила 15,1 милиони денари приходи, а на расходи потрошила 24,2 милиони денари, од кои 6,9 милиони се неизмерени долгови, а остатокот се предвреме потрошени пари. Клубот предвидените 15 милиони за 2016 година ги потрошил до октомври 2016, кога преку аванси од физички и правни лица зел 1,1 милион денари кои биле потрошени за плати на вработените. 479.000 денари пак речиси една деценија фигурираат како приходи кои не се наплатени. Ревизорот побара 2-3 пати од мене да побарам од вас, од општината, тие да ги отпишеме, пошто реално тие се само напишани на хартија и се влечат со години. А ако ги отпишем сега, ќе треба да платиме данок. А не знам, тоа јас немам таков авторитет, мислам, авторизација да го направам, затоа што е малце по-комплицирана таа материја. Фигурирањето на овие средства во извештајот било замерка и на ревизорите. Тоа е, значи, преземани од формирањето на Брегалница од 2008, тоест од Сдруженијето на граѓани кој е формирано акционерското друштво. Комплет сите побарувања, сите тие трошоци се преземани за да се преземе лиценцата за играње, така е донесена одлука на Советот. Како е преземано, никој не го е избришал и стои низ годините. И дел од трошоците и од побарувањата стоат така. Од октомври наваму нови долгови не се генерираат, но претходно потрошеното не може туку така да биде вратено. Веројатно овде ќе биде потребен и поголем интерес за спонзорство на единствениот праволигаш на Истокот. Инаку од друга страна, во февруари годинава Трансфермаркт ја процени вредноста на Брегалница на 3,03 милиони евра, како петти највисоко проценет клуб во Македонија.